Колкумина од мигрантите кои транзитираат низ Македонија се бегалци од воени подрачја. Иако статистиките велат дека дури 80% се сирици, луѓето кои доаѓаат во прифатниот камп во Гевгелија не се согласуваат со ваквите проценки. Според нив, поголем број се мигранти кои бегаат од мирни, но сиромашни земји отколку бегалци. Реагираат дека поради лажните бегалци се ускратува помошта и за оние што се навистина загрозени. Who are Syrian from all those people? Yeah. While the great majority are not Syrian. Yeah, we can notice them by one look at their face. Yeah, that need to be clear for the whole world. Yeah. So we are, as people who suffer from war and all of the things, we are sharing our rights here as refugees with many people from around the world who doesn't have wars or any other problem in their countries. Yeah, that's it. You want to tell me that more from these people are migrants from another country? Yeah, from Irish, from Iraq, from Tunisia, from many other places. I'm not concerned where they are from. I'm concerned that we lose our rights to some people who doesn't suffer, who doesn't have problem at all. Yeah, so they are coming here and saying maybe some of them have fake passport or fake documents and they pretend they are Syrians. За сега официјална Европа не се изјаснила дали е забележано фалсификување на патни исправи за користење право на азил. Иако не е исклучена можноста меѓу мигрантите да има и припадници на радикалните исламисти, па и потенцијални терористи, нема информации колкумина од мигрантите со лажни пасоши пристигнале во западноевропските земји. But the priority is indeed to help. Сепак неглавниот приоритет е да им се помогне на бегалците, од информациите кои што ги добив тука, неголемиот број, тоест околу 80% од бегалците, тоест од мигрантите доаѓаат од Сирија, луѓе кои што бегаат од ситуацијата, од војната ситуација која што превладува во нивната земја и се разбира дека ние во Европа исто така ни представува задача за да се помогне на бегалците. Вкупно 2515 мигранти добиле потврда за искажана намера за поднесување барања за признавање на право за азил во изминатите 24 часа. Од нив 1550 се мажи, 340 жени, 370 деца кои го придружуваат носителот на потврда и 245 деца кои патуваат без родител. Најбројни се државјаните на Сирија, 1730, пошто следуваат оние од Авганистан 394 и Ирак 289. До сега вкупно се издадени потврди на 102.753 мигранти, од кои 68.000 мажи и 13.800 жени. 17.300 се деца кои го придржуваат носителот на потврдата и 3.440 деца кои патуваат без родител.